250 евра за електронски уреди за секој студент и 10 милиони евра за развој на бизнисот за млади. Секој млад човек од 18 до 29 години ќе може да аплицира со проект и ќе добие од 1000 до 30.000 евра за да почне свој бизнис. Владата преку овие мерки ќе ги поддржува младите кои се моторот на општеството и иднината на Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски пред Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН порача дека токму вложувањето во образованието и во младите е клучот за развојот на едно општество. Владата ќе поддржи со новиот буџет кој што е во изработка ваучери во вредност од 250 евра за електронски уреди. За сите, повторувам, за сите студенти во Македонија. Владата ќе обезбеди фонд од 10 милиони евра за развој на бизнисот за млади од 18 до 29 години со новиот буџет. Парите за сопствен бизнис ќе се доделуваат во зависност од бизнис планот, а за тоа како и дали истите ќе завршат на вистинско место под строги критериуми ќе оценува комисија, која ќе биде формирана и ќе има представници од повеќе институции. Мицковски им порача на младите дека повеќе нема простор за изговори и дека Македонија мора да успее. Македонија без вас нема да постои, запомнете го тоа. Ние сме тука за вас и се што треба ќе направиме за да останете тука и да ја продолжите приказната за Македонија, да и го продолжите животот. Затоа што јас знам дека таа не се само дрвата, планините, езерата, реките, културните знаменитости. Таа се нејзините луѓе и без луѓе забадиела е се. Затоа тука сме и ова е само почеток. Нема време за изговори и за плукање на минатото. Мицкоски им вети на младите поинаков свет од овој кој сега го живеат. Вети дека ќе ја направи Македонија онаква за каква што мечтаеле голем број генерации пред нив и дека сега е дојдено времето за промени и создавање на општество во кое тие ќе просперираат. Мицкоски им се обрати и на скептиците за кои рече дека секогаш имале нешто да кажат, дека Македонија ќе успее токму заради младите, без разлика на нивната етничка, верска и политичка припадност.